Уважаеми гледачи, ова е уште едно издание на Ненајавено, во кој што овој пат гостин е пратеникот во Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев. Човек кого што не треба нешто специјално и посебно да го најавувам, неговиот ангажман години наназад во политиката и активност во парламентот на Република Македонија доволно зборува за него, така што ќе речам само едно добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов, поздрав до вас и вашите гледачи. Господине Ѓорчев, често сте во Штип, овде не ви се непознати ниту приликите, ниту состојбите, ниту пак вие сте непознат за овдешните граѓани, меѓутоа ајде да поразговараме за состојбата. Речеме, поактивно на терен овде сте последните 7 години, интензивно. Можеме ли да направиме една паралела? Источна Македонија тогаш, Источна Македонија сега. Значи, зборувам период исклучиво на одговорност на водење на државата на ВМРО-ДПМН. Па мислам дека се забележува раздвижување во Источна Македонија, од регион кој што беше целосно запоставен од државата, целосно маргинализиран. Источна Македонија дојде во фокусот на интересирањата на македонската влада. Уште многу повеќе треба да се направи, но оние работи кои што ги немаше пред 7-8 години, значи оној мртов период 2004, 5, 6 година, сега се подобруваат. Јасно е, првата реченица секогаш Универзитетот за Источна Македонија со седиште во Штип и во околните градови. И кога зборуваме за тој универзитет, зборуваме за 13.000 млади кои што студираат на него, зборуваме за 9.000 студенти во Штип. Значи тоа е огромен капитал, огромна бројка на студенти, огромна бројка на млади луѓе кои што ги задржавме во Штип, во Свети Николе, во Кочани, во Берово, во Делчево, во Виница, во Радовиш, во Пробиштип. Значи, една работа која што стратешки ја определува и обезбедува иднината на Источна Македонија, затоа што луѓето се наважен ресурс. Втората работа која што можам да ја констатираме, хидросистемот Злетовица. Значи, најголем проект изминативе 40 години во Источна Македонија, повеќе од 100 милиони евра. Огромен проект кој што е завршен. Минатата година во јануари го пуштивме тој проект заедно со премиерот Груевски. Третата работа се субвенциите во земјоделието. Нема култура што не се поддржува, нема активност која што не се поддржува, значи дали зборуваме за житните култури, за оризовите култури, за овоштарството, за зеленчукот, за сточарството, пчеларството, значи можеме да одиме култура по култура, нема работа која што неколкукратно повеќе не се поддржува и тоа е по нагорна линија, а 2005-2006 износите и поддршката за сето тоа беше буквално нула. Зголемени плати, зголемени пензии. Сега наред дојдоа исто така решавање и на статусот на професионалните војници, колективниот договор со МВР. Исто така имаме напредување, имаме континуирање на зголемување на платите и пензиите, најмногу нарасна најниските пензии. Значи, делот на стечајците 2008 година имавме неколку илјади луѓе кои што имаа решен свој статус, сега одиме и со уште една категорија на луѓе. Понатаму одиме во делот на бесплатни учебници, бесплатно инвитро оплодување и цела низа на мерки кои што можеме долго да ги набројуваме, за да се заврши со тоа што во Источна Македонија конечно почна да се отвараат фабрики. Значи имаме американска фабрика тука во Штип, имаме најава за германска фабрика во Велес, холандска фабрика во Свети Николе, американска фабрика во Кочани. Значи веќе почна дисперзирање на фабриките по внатрешноста во Македонија. 2005 година имавме ситуација каде што не работеа рудниците во Источна Македонија, не работеше Саса македонска каменица, не работеше Злетово рудникот Пробиштип, ниту Тораница во Крива Паланка. Сега сите тие три рудници работат, што зборува за некоја раздвиженост. Кога зборуваме за патиштата, патот од Скопје преку Радовиш до Струмица е готов, значи онаа коцка од 50-тите години, која што 60 години беше дел од патувањето од Штип за Струмица, е минато, завршен е патот.
можеме да одиме и до детали, но се реконструира и оваа година интензивно ќе продолжи да се реконструира патот од Штип за Велес, оној дел кај Сарамзалино, Лозово, Каратманово. Понатаму патот од Проби Штип до Свети Николе ни е готов, значи завршено е тоа. И најважно кичмата на сообраќајот во Источна Македонија, тоа е автопатот од Скопје преку Миладиновци, преку Овчеполијата и Свети Николе до Штип. Значи за 20 дена ќе го градиме и тоа е како ви кажам, во еден здив. Има уште многу работи да се набројат, но има и доволно време да постаруваме за секоја од нив. Ќе почнеме од патот. Овде ни е најблиску, споменавте дека за 20 дена ќе се гради. Тоа е пат кој што е најавуван долго време, инвестиција од многу милиони евра. Што практично ќе опфати неговата изградба како бенефит за овдешните жители? Па мислам дека тоа е еден од клучните патишта кои што ќе бидат главна тоска на сообраќајот во Источна Македонија. Значи, ние многу пати изминативе неколку години луѓето ќе ни речеа добре, универзитетот го направивте, ги големивте платите, пензиите, земјоделието го поддржувате, но патиштата морате повеќе да ги средите. И се имаше слух за тоа, за тој проект директно стои премиерот Груевски, имаме сериозен партнер, значи тоа е со Народна република Кина, и договорот е потпишан, за 20 дена почнува изградбата, значи багери, камиони, механизација, сето тоа директно ќе значи вработување на неколку илјади луѓе на неговата изградба, изведувачи, подизведувачи, пропратни дејности, ќе има клучки, надвозници, подвозници. Сума сумарум тоа ќе значи за 30 до 40 минути да се дојде до Скопје. Значи 40 километри кратење на патот. Да, и кратење на патот, побрзо возење, побезбедно возење, 3 ленти во една насока, 3 ленти во друга насока. Значи, де факто луѓето од Штип ќе можат дури и да работат во Скопје. Повеќе можности, поврзаност на Штип и цела Источна Македонија со коридорот 8, поврзано со коридорот 10, значи многу поблиску доаѓа да биде Србија, да биде Косово, да биде Албанија, подобар извоз на производи, значи работа која што е за поздравување, која што треба да ја направиме час поскоро. Добро е, за 20 дена, уште еднаш ќе речам, тоа ми е големо задоволство, затоа што долги години работевме, кажувавме и укажувавме во врска со ова. Многу ми е мило што патот за Источна Македонија ќе почне сега да се гради. Каменот се тежи на местото. Предпоставувам си влечат некои корени. Меѓутоа, колку патиштата, инфраструктурата, еве и оваа патната и железничката беше една од најглавните пречки поради која што странските инвеститори ја избегнуваа. Македонија, посебно источниот дел на Македонија. Колку сега патот Радовиш-Струмица, еве најавата за Штип Миладиновци, имаат свое влијание во, ако не се лажам, сума од 250 милиони евра странски инвестиции за 2013 наспроти 75, ми се чини беа претходната година. Па сигурно дека има влијание затоа што после долги години затворање на фабрики, после стечај, после сето она што го видовме во транзицијата и она криминална приватизација која што се случуваше во Македонија, сега имаме отварање на фабрики. Значи, граѓаните на Македонија со години гледа една ситуација, стечај, извршители, испуштени луѓе, неплатени придонеси, голгота која што траеше со децени. Сега имаме ситуација каде што скоро секој месец се отвара по некоја нова фабрика. Да почнеме од она што се случува во Штип. Дојде Johnson Controls и досега во моментов, значи во Johnson Controls работат 1100 луѓе и од општина Штип, и од општина Карбинци, и од општина Свети Николе, и од околните општини. Значи 1100, а вкупната бројка ќе дојде до 1400. Кога беше премиерот во август или во септември месец, тогаш имаше бројка од 700. Значи сега е веќе 1100. Johnson Controls исто така отвори фабрика во Скопје, значи таа отворија во 2008 година. Во 2006 година беа на раб да напуштат Македонија, затоа што зоната во Скопје Бунарчик беше една ливада, немаше ништо. Државата требаше да има израмни земјата, да донесе струја, да донесе вода, да донесе инфраструктура.
ништо тоа не беше направено. Тие беа на раб, има предодлука за тргање на инвестицијата во Полска. Со ангажман на владата, со ангажман на премиерот, другите институции, Johnson & Controls остана да, значи, всушност се убеди да остане во Македонија, им се направија си за тие работи, тие изградија фабриката во Скопје и врз основа на доброто искуство со фабриката во Скопје, градат втора фабрика во Штип. Понатаму имаме најава и подпишан договор за фабрика во Велес, Маркарт, германски гигант, германска фабрика за автоделови, која што на вистина ќе значи многу за стопанството на Велес. Исто така, тоа ќе значи за вработување и од општините Лозово, Чашка и Градско. Друга работа, имаме подпишан договор со фабрика од САД, Амфенол, која што е буквално гигант кога станува збор за електроника, автоделови, антени, преносни материјали, која што ќе значи 1500 вработувања во Кочани. 1500 вработувања во Кочани не е малку, тоа е зоната Кочани-Виница, значи тоа ќе биде на потегот помеѓу Кочани и Виница, затоа што се работи за блиски градови, тоа ќе значи вработувања за луѓе и од Чешиново, Облешево, и од Зрновци, и од околните општини. Во моментов веќе таму работат 50 на луѓе, значи 50 луѓе веќе работат, почнаа со почетно производство, но ќе одат до бројка додека да направат нивната фабрика до 1500 вработувања. Понатаму, исто така со градењето на патот, граѓаните од Штип и од Источна Македонија и од Свети Николи од другите општини ќе можат да работат и во зоната во Скопје, значи тоа е Бунарџик, затоа што тоа е во источниот дел на Скопската котлина и тоа ќе биде само половина час возење од Скопје до Штип. Тоа е нормално за некои држави, за сите. За многу држави е нормално, значи тоа ќе биде како патувањето сега од Штип до Свети Николе, така ќе биде од Штип до Скопје. Значи таму има фабрика за автобуси, Ван Хол, значи голем белгиски гигант за производство на автобуси и склопување. Значи, знаете, ние имавме ситуација пред 6 години каде што беше проблем, велеа некогаш луѓето, како сакате вие да имате индустрија кога велосипеди точно се не произведуваат. Сега Македонија кој произведува автобуси. Значи голема работа и исто така во неделата пред 2 дена имавме камен темелник на отпочнување на изградба на нова фабрика за печурки, инвестиција од Холандија која што ќе донесе 450 вработувања во Свети Николе. Значи, новој потег имаме 4 нови фабрики кои што ќе никнат: Велес, Свети Николе, Штип и Кочани Виница, заедно со околните општини, тоа ќе значи дополнителни вработувања. Останува да се доправи инфраструктурата во двете зони, односно горните општини кои што се во делот на Берово, Пехчево и Делчево. Ниту еден регион од Македонија не смееме да заборавиме, треба да има секаде инвестиции, тоа е следната цел. Но најважната работа е што почне инвестициите по внатрешноста на Македонија и еве гледаме град по град се случуваат тие инвестиции и тоа ќе придонесе и за зголемување на платите, тоа ќе значи современ производен процес и едноставно фаќање приклучок на целиот овој регион кон една силна динамична економија. Зборуваме за фабрики, за инвестиции кои што имаат специфична дејност. Значи производство на автобуси, производство на автомобилска галантерија, на шаси и така натаму. Колку ние имаме подготвено работна сила, луѓе кои што ќе одговорат на барањата на инвеститорите? Па се повеќе, значи мислам дека и во оние фабрики кои што во моментов работат со тек на време, после година, 2, 3, 4, се вади извонреден кадар. Инвеститорите се задоволни. Погледнете Джонсон Мети, например, во Скопје, тие прво направи една фабрика, после тоа рекоа ќе направиме уште една до таа фабрика која што ја има, но вели ќе биде 3 пати поголема. Технохозе дојдоа во зоната во Бунарџик во Илинден, рекоа ќе правиме исто така, ќе го триплираме производството и ќе изградиме нов погон. Значи тоа се огромни работи или на пример луѓе во велат сега дали на вистина ќе се
реализираат фабриките во Велес и во Кочани кои што се најавени, сигурно ќе се реализираат затоа што премиерот го потпиша договорот. Тој ја најави инвестицијата, дојдоа директорите на тие компании. Јас се сеќавам 2011 година кога најавивме инвестиции во Кавадарци, Дрексел Мајер, луѓе велеа па дали навистина тогаш се отиде со една бројка дека ќе има 3000 вработувања. Луѓето велеа дали навистина може 3000 луѓе да се вработат, тоа е многу. Кавадарци е голем град, но не е толку голем и слично. Пред 4-5 дена имавме трибина во Кавадарци и разговаравме со луѓето, добивме податок дека во моментов во фабриката во Кавадарци работат 3316 вработени. 3316 семејства имаат посигурен извор на приходи. И од околните општини, од Градско, од Неготино, од Емир Капија, од Велес. Само од Велес во текот на јануари во Дрексел Мајер се вработени 200 луѓе. Значи тоа е една огромна хала која што до крајот на оваа година ќе има 4000 вработени. Значи град како што е Кавадарци, градот има 29.000 жители, целата општина има 37.000. Фабрика со 4.000 во која што веќе работат 3.316. Значи тоа што се случи во Кавадарци со оваа огромна инвестиција или веќе се случува во Битола, Кромберг и Шуберт веќе вработува 1000 луѓе, а до крајот на годината ќе има 2000 луѓе. Како што Джонсон Контролс имаше 700 вработени летоска, сега веќе има 1100, а до крајот на годината 1400, така ќе се реализираат и овие инвестиции кои што ги кажав и во Велес, и во Кочани Виница, и во Свети Никола со 450 вработувања во новата фабрика за печурки, која што 1/3 ќе биде готова оваа година. Значи тоа се 3 големи хали, од кои што едната ќе биде готова оваа година, а еднакво на тоа како што постепено овие инвестиции доаѓаат во овие градови, такви инвестиции, која ќе дојде времето, значи работиме интензивно работиме да дојдат и во другите општини како што се Пехчево, како што е Берово, како што е Делчево, исто така и Каменица ќе има своја зона, значи затоа што не треба само еднината на Каменица да се потпре на рудникот, туку треба да има диверзификација и тоа е еднината на Источна Македонија. Истото важи и за Пробиштип. И сосема на крај, во тој дел, значи, веќе е потпишан договорот за гасификација на Македонија. Значи, гасот ќе влегува преку Крива Паланка, руски газ. Тоа е огромен европско-руски проект. Од Крива Паланка ќе оди до Клечовце, односно општина Старо Нагоричане. И кракот тогаш, едниот крак ќе проложи кон Скопје, а другиот ќе се симне преку Свети Николе, ќе се симне до Штип. Од Свети Николе ќе оди кон Велес, а од Штип ќе проложи понатаму кон Радовиш и Кавадарци, значи оној дел на Фени. Тоа ќе значи намалување на трошоците за струја, тоа ќе значи газ за домаќинствата и помали сметки за струја, за грејење, за готвење, но исто така тоа многу ќе помогне на индустријата и производството во Македонија, затоа што ќе ги направи нашите производи поевтини и поконкурентни. И сосема на крајот, значи можам да ви кажам дека ми е задоволство што можеме да зборуваме за овие работи, затоа што ние можеме да зборуваме за политика до задутре, но граѓаните ги интересираат овие работи. Значи ова е најважно за граѓаните, економијата, животниот стандард, вработувањето, намалувањето на невработеноста, зголемување на платите. Значи тоа е корпус на прашања кои што се поврзани и мило ми е што иако има уште многу што да се работи, мило ми е што има резултати и наместо да гледаме во Македонија стечај и затворање на фабрики, зборуваме за отворање на фабрики и нови инвестиции. Инвестициите од странство годинава се респектабилни, можело, секогаш може и повеќе. Кога е тоа во прашање, меѓутоа еве, ако направиме само паралела во однос на претходната година, тој некаде за најмалку 3 пати зголемување. Меѓутоа, од друга страна, имаме се погласни домашни стопанственици кои што бараат подеднаков третман како странските инвеститори. На крајот на криштата тие инвестираат овде и трошат овде, за разлика од странците. Дали може би во таа потрага по странски инвестиции и по
nesuvanje na kapital od strana, не се подзаборавија малку оние кои што овде инвестираат. Факт е дека како што треба да се работи на привлекување на странски инвестиции, треба да се работи и на привлекување на домашни инвестиции или третман на и коректен однос кон домашните инвеститори. Значи тие се кичмата на македонската економија. Значи во тој дел владата излезе во пресред со цела низа на мерки кои што во текот на најголемите кризни години, значи додека беше кризата во Европа 2009, 2011 година, кога цела Европа беше во рецесија, ја одржа економијата на нозе. Значи се влезе во големи инвестиции во градежништвото, антикризни мерки, поврат на ДДВ, поскоро враќање на средствата, намалување на придонесите, се намалија цените на патарините и така натаму и така натаму. Значи сето тоа беше погодност за домашните инвеститори, а истовремено на сите наши градоначалници им е дадена насока да отвораат индустријско развојни зони покрај нивните градови, села, сеедно, дали е голема, мала општина или рурална општина, на кои што ќе им донесат пат, ќе им донесат приклучување, струја, вода и основна инфраструктура. Значи, еве имаме општини кои што извонредно се развиваат во тој дел. Кога зборуваме за Илинден, не зборуваме само за странските инвестиции во Бунарџик, туку зборуваме и за околу 70 нови погони кои што вкупно имаат вредност околу 200 милиони евра. Петровец го работи исто така тоа сосема успешно. Свети Николе почна. Велес работи на зоната Караслари. Штип исто така има големи своји планови. Пред малку заборев да спомнам и хрватската инвестиција која што ќе дојде во Штип за градежни материјали, некаде 100-150 вработувања на почетокот. Виница исто така има солидни резултати. Значи генерално на сите во Делчево очекуваме сериозен напредок во тој дел. Премиерот исто така лично се ангажираше со градоначалникот, значи сакаме да им помогнеме на домашните инвеститори. Имаме земја која што има најмал ДДВ од околните земји. Значи ако погледнете ситуација од 28 земји членки на Европската Унија, 25 го зголемија ДДВ. Значи ДДВ е 20, 21, 25, некаде дури до 27%, во Македонија 18%. Значи покрај тоа што имавме масовно зголемување на ДДВ и другите даноци во цела низа на земји. Грција да не зборуваме колку ги зголеми даноците. Македонија остана земја со најниски даноци во Европа. Тоа е сериозна подршка и за странските, но истовремено и за домашните инвеститори.